Небојша Вуковиќ, професионален готвач со највисоката титула во Европа, мајстор готвач од прв ред. Професор со 21 година работно искуство, кој ги има обучувано готвачите на најпрестижните хотели и ресторани кај нас. Неговата мисија е да ја внесе македонската традиционална кујна во модерното доба. Еден во низата готвачи во семејството, кој со генерации создава ремек дела во кујната. Овој пат Небојша е пред неголемиот предизвик. Тој има само 2 дена да ги реши проблемите кои нашите ресторани ги имаат и да ги стави на кулинарската мапа на Европа. Овој меѓународен судија по кулинарство не прифаќа компромиси. Небојша Вуковиќ го очекува само најдоброто. Вау! Денешната емисија е во Радовиш. На влезот на Радовиш сме, ќе го бараме комплексот Шампион. Да видиме со што ќе се соочиме денеска. Оваа недела патот не води кон живописното градче Радовиш. Подготвени за уште еден предизвик, и овој пат Небојша е подготвен да ги земе работите во своји раце. Но прво да го најдеме локалот. Ќе бараме на друго место. Добар ден. Вие сте Крстен? Да, јас сум Крстен. Небојша, мило ми е. Добро не дојдов. Добро ве најдовме. Крсте Шампион, така ли? Да, да. Зашто станува збор? Овде гледаме базент. Ова е значи комплекс кој што вклучува 2 базени, еден олимписки, еден детски базен. Воглавно работиме со организација на свечености. Колку е капацитетот на базенот? Значи базенот Колку може да прими капачи во исто време? па до 3000 имаме примерно до сега. Во најдобри времења до 3000 капачи имаме. Супер. Што станува со ресторанот? Ресторанот од кога го водите ви? Ресторанот од 2001. Од 2001 година. 2001, значи 14 години. 14 години организираме најдобрите свечености во Радовиш и околината. Можеме да го видиме ресторанот, така ли? Можеме, еве, проверете да го видите. Капацитетите на Шампион се навистина импресивни, а и уредувањето е пријатно, посебно терасата во летниот период. Јас надвор забележав еден шанк. Ова е овде втор. Колку шанка имате? 4 шанки, значи уште 2 има внатре, во бизнис клубчето тука што е и во ресторанската свечена. Со 4 шанка работите во исто време, така? Во исто време. Но првин да ја пробаме понудата на ресторанот. Рано наутро е во ресторанот Шампион. Овде веќе почна да доаѓаат капачи на базенот. Веднаш до мене е и базенот. Овдека се уште имаме амбиентот синичешната веселба, како што ни кажа и собственикот на објектот. И јас се побарам малку од таа храна што е по листата на јадење, а не од свадбарската храна. Келнер! Добар ден, господине. Добар ден. Ова ви е вообичаена постапка? Да, секојдневно. Што Може можам да ли направам за вас? листа на јадење да ми донесете? Може. Вемо. Полете. Благодарам. Сакате нешто за пиење да ја послужам? Само овде да видиме изборот на храната, па подоцна ќе. Келнерот услужлив и нестрплив. Листата на јадење не е преобемна. Коректно е направена во согласност на овој објект. Според големината е сосема добро изработена. Се побарам помош и од келнерот за да видам што ќе ми понуди тој овдека сега во овој момент. Келнер, Повелете. што ќе ми препорачате вие од овие јадења овде? Сакате салата, сакате нешто пред јадење? Па со оглед на тоа дека прво е салатата ставена, а не пред јадењето како што треба да биде, ајде нека биде салата. Еве и тоа баш првата, ова вердуре. Во ред. Значи една салата вердуре.
Зеленчук, има ли зеленчук? Зеленчук грилован сакате или обичен зеленчук? Грилов. Да, грилован зеленчук. И тоа со феферстек. Што е ова пилешко ала шампион? Пилешко ала шампион. Да. Тоа е пилешки стек. И Мора да има уште нешто. Премен на наш специфичен начин. а начинот е кој? Што има во него? Пилешки стек со сос од шампиони и павлака. Шампиньони и павлака. Да. Овде пишува и зеленчук. Така, зеленчук како прилов. Зеленчукот е како прилов. А шампиньони свежи или маринирани? Свежи шампиньони. Свежи. Не, феферстек. А десерт? Што ќе ми предложите? Јас препорачувам топло-ладно. Топло-ладно? Ние сме во Радовиш, а ова каданки Радовишки или десерт? Тоа може да. Што се каданки? Каданка е пупичка од гриз, потопена во шербет. Тоа правеле старите турци на времето и останато е Не е топло-ладно. поред. Значи, или да го оставиме десертот по избор на готвачот, а донесете ми ги сите други јадења со ред, какво вино ќе ми препорачате во однос на изборот на јадењата што го направим сега? Препорачувам црно вино, Црно вино, зошто? затоа што мислам дека контраст, пилешки, ова фефер, со црното вино е добра комбинација. Јас со салатата вердура ќе почнам со бело вино. Добро, Една чаша бело вино и салатата домувам ветеш. добро во ред. Салатата е вердуре, главно јадење е фефер стек и за десерт чоколадна лава со похон сладолед. Одма, брзо. Ајде. Во кујната нарачката е пренесена и подготовката на храната веќе е во тек. Се надеваме дека јадењето ќе му остави подобар впечаток на Небојша. Побрзај надвор, човекот сега нема смисла. Овие готови ли се? Салатата да. Тоа може да го носам? И еве не конечно. Небојша, се надеваме дека не си гладен. Салата вердуре, Си значи? грилован зеленчук. Си значи? Малце кујната ни е преоптеретена моментално. Преоптеретена? Со што? Со нарачки. Со нарачки? Знае ли кујната што е ала минутно јадење? Да, Што е? најбрзо што може. Ала минутно јадење е од француската гастрономија. И значи дека треба било какво јадење да порачам за 20 минути да дојде овде. Веќе чекаме повеќе од тоа. Што е ова? Салата вердуре. Ова е вердуре. Да. Подготвена е како? Тиквичка краставица, прелиено со маслиново масло. А што е со тиквицата? Пржена? Не, Жива? Да. Вака жива? Ајде сега да го пробаме подготвеното. Вкусна е. Нема збор. А зошто ми ги донесовте двете заедно? за беа извадени заедно, за да не чака да не се олади грилован зеленчук. Тоа има логика. Бе извадени заедно и ми ги донесовте сите наеднаш. Двете, Веројатно. Што да јадам прво? мислам дека ваш избор. Од кај сакам да почнем, а? Ова како е подготвено? Грилован зеленчук, значи зеленчук. На скара? Да, на скара. Ова не мирисе на скара? Не мирисе на скара. Скара на плотна, не на жар. Скара на плотна. Да. Каква е таа скара на плотна? Во тавче?
Не, Каква плотна? на плин, значи плотна. На шпоред? Наскара е или не е наскара? Не е грилова, него е шпоретуван. Таков ли? Тоа е начинот на подготвување. Ништо не може да го измами Невојша. Ја би сакал, ако може, една чинија со сирење, мешани. Можете ли да можете ли да прашате во кујна дали може покрај ова да ми направат една чинија со сирење? Добро, може. Само немојте ве молам да ве чекам 40 минути повторно. Во ред. Благодарам. Мора да кажам дека иако не е подготвен како грилован, вкусен е зеленчукот, готвачот добро направил избор на зачини и ќе почекам сега да дојдат другите јади. Салатот има нежен вкус, има ставено оригано и копар најверојатно мешан. За остатокот од зачини претпоставувам дека е винегрет сос обичен. Не е ништо посебно, но е интересна како комбинација. Знае дека не е наскара. Да. Значи не знам што да му кажам и прво да објаснам, нема шанси никако. Па не е наскара, не е грилон тука, шпоретуван. Не е тоа. Утка данас. Кикс. Господин, јас се извинувам, немаат сирење во кујна. Нема сирење? Како нема сирење? Таква информација дојде во кувар. Криза за сирење. Куварот вика нема сирење. Ова е веќе сериозно. Во толкав објект немате баш никакво сирење? Побарав најверојатно Кој ви прави набавки овде во кујна? менаџерот на ресторанот. Менаџерот на ресторанот прави нарачки на намирниците кои ги користите во кујна, така? Да, во кујна и во сала. И тој не донел сирење. Најверојатно, да. Викнете ми го менаџерот и главното јадење кое готово донесете. Добро, во ред. Што е ова? Ова е главното јадење феферстек. Феферстек. Какво месо е ова? Свинско месо. Свинско филе. Свинско филе. А стек што е? Ако е ова свинско филе, што е стек? Значи, главната состојка е филе од свинското месо. А вие си го викате стек. Да. Па и ова има логика, нели? Како се викаш? Никола. Исто кога да кажам Кире, а мислам на Никола. Исто ли е? Не. Не е, па и ова не е исто. Значи свинско филе, Од сега, Никола, ќе те викаме Кире. људ, така ли? Во бибер. Така? Добро, Никола. Каде е ние менаџерот за набавки? Сега ќе го повикам. Блед вкус. Предпоставувам дека ова е некој сос на база на павлака. Од феферот тука и таму се осеќа по нешто, меѓутоа не остава впечаток на феферстек, онака како што треба да изгледа. Значи со ова ќе поразговараме подосна со готвачот. Бидејќи не ги добив сирењата, сега очекувам дека ќе донесат некаков десерт. Ова ќе мора малку да го направиме ние на наш начин. Добар ден, господине. Добар ден, Добар ден. вие сте? Јас сум менаџерот за набавки. Менаџер за набавки. Да. Зашто нема сирење? Па затоа што вчера имавме многу напорен ден, имавме свадба, 2 крштевки, роден ден и денеска не изненадивте, многу рано бевте ви овде. А вие кога почнувате со работа? Значи ние почнуваме од 8 часот, обично базентот започнува со работа од 10. Ние бевме во 8, вие кај бевте? Спиевте. Ќе гледате. А газдата не дочека, газдата што е со газдата? Па тој никогаш не спи. Го разбудивме ли менаџерот? Салата е во тотален хаос. Тука сме хаос. Од каде прво да почнеме? Од чистење или со набавка? Ова е кози кашкавал, така? Да, кози кашкавал. Ова е исто традиционално биено сирење, што е реткост. Мислам,
во Македонија ретко некои млекари го прават. Секоја домаќинка знае дека без добар прилог нема добро јадење, особено ако прилогот е подготвен по најновиот рецепт од Макс Струмица. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076 537 446. Време е за едно прекрасно задоволство. Кокошкина, говецка, училишна абецеда, постна, топла супа за секој дел од денот. Пробајте и уживајте. Од Макс Струмица. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll be... Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Вие сте Крстин? Да, јас сум Крстин. Невојша Миловија. Гледавте во Шампион, шампионски не дочекаа. Скара која не е скара. На плин, значи плотна. На шпорет? Да. На шпорет? Значи не е грилова, него е шпоретуван. Утка данас. Кикс. Ако е ова свинско филе, што е стек? Филе, стек, тоа да не ти било исто. Главната состојка е филе од свинското А месо. вие се го викате стек. А да. Во толкав објект немате баш никако сирење? А сирење нема ни за лек. Побарав најверојатно. Па се уште не бев овде. Спиевте. Да. Спиевте. Да, да. А газдата не дочека, газдата што е со газдата? Па тој никогаш не спи. Будене постојано. Постојано. Што правиме сега за сирење? Сирене нема. 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 Едноставно нема и крај. Да. Значи ако треба за 10 до 15 минути ќе донесам, не е проблем. За 10-15 минути. А, не. Значи, сега јас би сакал да го видам газдата. Може да ми го најдете газдата, нека дојде овдека да поразговарам јас со него, зошто на бабките одат на оваков начин. Ви благодарам, викнете ми го газдата. Да, мора да постои логично објаснување. Крсто, уште еднаш добар ден. Добар ден, повторно. Причини ми задоволство и седни до мене. До толку лошо треба да седнам? Па, Или е добро? се обидов да се снајдам со послугава, ама некако не ми одеше работа. Зошто? Па прво малце почекавме повеќе од овде, па ми рекоа овде грилован зеленчук, па сега барам сирење нема. Кај си бил спиел? Менаџерот за набавка спиел. Спиеше малку. Оправдано. До касно беше на свадба. Ти како газда го оправдуваш? Па не го оправдувам, мора да го Он ми оправдувам. вика, газдата никогаш не спие, само они спијат. Мора да спијат сите. Имавме многу обврски вчерашниот ден. Да го оправдаме, Мора да го оправдам. Јако не треба. Какво сирење нема? Какво сирење Па нема? неколку врсти сирења да имаме. Побарав една мешана чинија со сирења и сирења нема. Тама работа има од кај да ви понудиме сирење. Како тоа има каде? Па имаме во близина добра млекара, кај што имаме сите видови на сирење.
Ваша млекара, сирење немате во ресторан. Уште полошо, тоа како за грнчарот. Ништо овој спанкото нема да го пипаме воопшто, нека спие. Ќе го почекам десертот сега да го донесе да го пробаме. И јас и ти ќе одиме тогаш да земеме тоа што ни треба. Може. Мислам дека и малку зеленчук ќе земеме некаде у спат. Има и тоа кај да го направиме и затоа има објект добар. Добар објект, пазар. Козарна фабрика, не. Уште подобро од пазар. Значи ти како Избраното од пазар го носиме. Понси со изненадување, нема збор воопшто. Имаме цел ден пред нас. Цел ден имаме пред нас. Да. Добро, еве сега уште десертот да го вкусиме и после јас и ти ќе одиме таму да набавиме тоа што ни треба. И ќе видиме после како ќе Ќе функционира. оставиме да ви изненадат куварите, да видиме што спремале за вас. Ајде да го видиме тоа изненадување од куварите. Добро, Крсте. Еве оставам да Ви благодарам многу, тогаш значи вие подгответе се. нема проблем. Јас да завршам со овој дел и после тоа одиме јас и ти таму во. Во ред. И Небојша продолжува да чека. И чека. Десертот, господине. Благодарам. Полете. Што е ова? Тоа е топлано. Значи чоколадна лава со похован сладолед. Чоколадна лава со похован сладолед. Да. А ова? Само со едно дел? Да. Десертен нож имате? Немам много. А ова што е? Десертна лажица. Па дајте ми една вилушка, барем или нож некако, било како. Небојша, сам ако не си ја завршиш работата, Салфетка мора да на... Брзо. на Кире, пардон, на Никола, му треба време додека се снајде со приборот. И што ќе мора да почекам додека келнерот донесе дополнителен прибор, зашто со едно не можам да се снајдам. Благодарам. Никола, ми се стопи се додека дојдовме до приборот. За десертот немам коментар. Вообичаено нешто што се случува сега денеска во рестораните. Јас сега одам да го најдам газдата Крсте и одиме да видиме какви капацитети тој ќе ни покаже, какви сирења и какви зеленчуци. Салата очигледно имала навистина бурна вечер. Не спавај мала моја музика док свира, ја да нуди ритам, нико не да мира. Како ќе се снајдеме? Тука сме хаос. Ова не е ситуација после свадба, значи. Ситуација после свадба. Ситуација после свадба. Крсте, ние сме се овде во позицијата на зетот и невестата, така ли? Да, тука сме на главната позиција. Зетот и невестата. Добро, каков е капацитетот овде, колку можете да соберете луѓе во исто време? Значи во внатрешниот дел на ресторанот ние можеме да угостиме 500 гости. Очигледно дека ова траело до раните утрински часови. До 4, поточно. До 4 са беле. Значи сега има луѓе гледаме што средуваат полека. Сега полека треба да дојдеме за некој сад во нормала, да се исчисти целиот ресторан, да се изчисти, да се измијат чиниите, да се измие се. Имаме ли се што ни е потребно за работа во кујна или треба да одиме некаде да набавиме? Подобро да отидеме да набавиме, пошто вчера беше многу добар ден, многу работи отидоа, ќе ни фалат набавки. Точно каде? Значи ќе отидеме во Бесфуд фабриката кај што ќе земеме некои специјалитети мали кои што ќе ги подготвиме денес и ќе отидеме до Лечна индустрија Ѓорѓиеве, до млекарата кај што ќе земеме сирење. Тоа се ваши капацитети? Да, тоа се наши капацитети. Секоја чест ајде да поминеме кај што поминувале и зетот и невестата. И додека салата се чисти за новиот ден, Небојша и газдата одат во набавка. Крсте, каде одиме? Сега одиме да направиме набавки. Каде тоа? Директно од изворот, значи ќе отидеме. Имаме во Радовиш конзервна фабрика. Ваша? Да, кај што се прават специјалитети. Какви специјалитети? Па за извоз, значи полнети пиперчиња имаме со сирење, полнети пиперчиња. Аха, тоа ќе го видиме сега на лице место таму, така ли?
Да, на лице место сега ќе отидеме. Добро. Одиме во млекара Георгиеви. Тоа е исто ваша? Да, значи во месец мај добивме златен медал за овчото сирење на Новосадски сајм. За овчо сирење? За овчо сирење, да. Значи, овчото сирење го извезуваме во Австралија, во Босна, во Србија. Значи, освен тоа што се продава во домашните маркети, значи овие производи сите се извезуваат. Работите за извоз, значи? Да, во главно за извоз. Нели за добар производ, добри набавки треба да направиме. Така е, одиме да видиме. Ова е веќе на излезот од Радовиш, така ли е кај сте? На влезот од Радовиш или на излезот? Ова е навистина комплекс со целосна комплетна понуда. Крсте, стигнавме во фабриката, така ли? Да, стигнавме во фабриката. Ајде да видиме. Одиме да го набавиме најдоброто, најсвежото. Ова е делот на производство, така ли? Да. Таму ни е производството, лабораторија, комерција и овде ни е менаџерот кој што ќе ни упати повеќе за производите што. Ние прво ќе почнеме од тука, така? Да, прво од почеток почнеме. Океј. Појдете. Но пред да се избере што ќе се земе. Добар ден. Добар ден. Небојша Шешка Кујна, Крсте? Миломија. Ова е? Ова е Тодорка, одговорна во фабриката. Овде во производството? Во производството, во комерција. Добар ден, Небојша Шешка Кујна. Ова е Адријана, одговорна во млекарата за комерција исто. Со нив ќе разговараме за производите, така ли? Да, ќе ви понудат кои добри намирници можеме да ги земеме. Добро. Значи со цел да направиме што подобар оброк. Мислам дека во добри раци ќе ви биде задоволство, да. секако. Значи повелете овде може да седнеме за да ги видите подобро за какви ќе ни објасните се, така ли? Да, секако. Пред да ја чуеме комплетната понуда и производството на фабриката. Палетата на производи е најразлична, меѓутоа претежно сме задржани на конзервирање на зеленчук, нели? Печената пиперка, зелката лист, мешаната салата, пеперончините со урда. Исто така имаме пеперончини со сирење, корнишони, зелен домат, зелка вакуум. Се што нуди ова поднебје, значи вие производите. Да. Го преработувате и го Да, за да може максимално нели да се искористи. Колкав е капацитетот на производство? Капацитетот на производство на годишно ниво е 1 милион и 500 илјади текли. Одлично, тогаш ние денеска ќе одбереме од производите што ќе ни требаат за во Кујна. Да. И се надевам дека ќе ги задоволат нашите вкусови таму, така ли? Мора. Мора, така ли? Да. Добро, Тодорка, тогаш одиме во производството да земеме таму тоа што ни треба. Во ред. Тодорка, ова е производството, така ли? Да. Да видиме натре што ни се случува и да земеме тоа што ни треба. Да, најубаво да се види. Ајде. Овде се работи со полна пареа. Посветено чисто и свежо. По најновите технологии и највисоките стандарди. Но што избраа Небојша и Тодорка. Земавме што ни требаше, Тодорка? Да. Ми рече да го земам и ова како посебен ексклузивен производ. Што е Да, ова? тоа е пеперончини полнето со сирење. Исто така имаме многу поголема побарувачка од нашите клиенти. Значи со добар традиционален вкус и квалитет. Блага лута. Лута е. За апетите супер. За апетите супер, да. Тодорка, таму ни фалеше сирење. Што Да. правиме со сирењето си? Сирењето може да се најде во нашата млекара, каде што исто така нудиме македонски производи со висок квалитет. Имаме и млекара. Да, имаме секако млекара. Одиме да земеме тоа што ни треба. Во ред. А сега правец во млекарата по најквалитетното сирење. Па ете каде било сирењето, затоа немаат во ресторанот. Андријана, добар ден уште еднаш. Добар ден. Значи, Тодорка не донесе овде во млекарата. Вие сте менаџер на млекарата, така ли? Да. Овде стоиме пред еден банер, што значи? Па ова се производите од млекара Георгиеви, значи има широка лепеза на производи, секако вид на сирење, кравјо сирење, овчо, козјо сирење, мешано сирење. Овде имаме што е ова? Ово е на овогодинешниот саем во Нови Сад. Значи добивме златен медал за најдобро овчо сирење. Ние дојдовме по сирење бидејќи во ресторанот имавме таму недостаток на сирење.
што ќе ни препорачате од оваа лепеза на производи што вие имате овдека? Па, Нас ни треба, да речеме, овчо сирење, некако вид на кашкавал и па проширете неа лепезата, малку да вкусиме од сите вкусови, може ли? па може тоа е во ред, значи можам да ви препорачам овчо сирење, значи бидејќи е најдобро и кози кашкавал што е нешто ново. Смееме ли да влеземе сега? Сега моментално не, за да ги запазиме стандардите. Значи моментално се врши пастеризација, можеме да дојдеме за некој сат после еден. Да дојдеме за неколку сати по сирење? Не по сирење, јас ќе ви дадам сирење, но не можеме во подготвени погонот сте да веќе. влеземе. Да. Тогаш очекуваме да ни го дадете веднаш за да се вратиме да работиме. Ајде. Ајде, Андријана, на тебе е да ја решиш кризата со сирењето во ресторанот. Повелете, овде има овчо сирење, кози кашкавал и некои други производи. Супер. Ова е кози кашкавал, така? Да, кози кашкавал. Ова е исто традиционално биено сирење, што е ретко, мислам, во Македонија ретко некои млекари го прават. Имаме мало производство на биено сирење, да, така. Да. И ова е овчото сирење, значи со златниот медал. Андријана, ние ве оставаме во вашата работа, а ние продолжуваме да си работиме во ресторанот. Пријатен ден. Пријатно. Набавката е завршена. Сега сме подготвени за работа во кујна, но тоа го оставаме за утре. Крста, јас и ти земавме тоа што ни требаше за јадењата што денеска, односно утре ќе ги подготвуваме во објектот. Ние го одјавуваме денеска првиот ден, одиме со работа во кујна утре, утрешниот ден во ресторанот Шампион во Радовиш. Ќе гледате. Треба да практично треба да утие. Промените почнуваат и во кујната. Време е да се усовршат младите готвачи. А професорот е тука да им помогне во тоа. Ќе имаме ли уште еден успешен финиш во Жешка кујна? Различно, не сме имали до сега такво нешто. Ова е супер. Гледавте. Газдата не дочека, газдата што е со газда? Па тој никогаш не спи. Некој беше разбуден од зимскиот сон и додека салата се чисти. Избраното од пазар го носиме. Понси со изненадување, нема збор воопшто. Небојша и Крсте одат во набавка. И тоа набавка каква што секој готвач би посакал. На овогодинешниот саем во Нови Сад, значи добивме златен медал за најдобро овчо сирење. Еве не во вториот ден. Комплексот Шампион во Радовиш не чека, блескајќи со целиот свој сјај. Втор ден, ресторан Шампион Радовиш. Денеска ќе ги видиме работите што се случуваат во кујна, ќе се дружиме со нашите колеги, ќе направиме јадења што ќе останат во името на Жешка кујна во ресторан Шампион во Радовиш. Со колегите во кујна сме во ресторан Шампион во Радовиш. Ова е вториот ден од нашата работа во ресторанот. Првиот ден видовме со што се соочивме, денеска ќе се обидеме да направиме нови работи и некои од вчера што не успеавме да ги вкусиме, ќе ги направиме денеска со моите колеги во кујна, Васил и Ангел, така ли? Значи денеска од јадењата кои што ќе ги подготвуваме овде во кујна се сирењата, фамозните сирења кои што вчера менаџерот, заспаниот менаџер не успеа да ги набави. Ќе направиме 4 видови на јадења по порачка, 3 со пилешки стек и 1 со свинското филе. И ќе направиме 2 десерта, едниот ќе биде палачинка Шампион и вториот ќе биде омлет Шампион. Значи, со моите колеги денеска тоа ќе го работиме и се надеваме дека ќе бидеме задоволни и ние и вие, а и гостите што сте во салата. Покрај вас сигурно. Почнуваме ние со работа, а ќе се дружиме малце подоцна со готовите јадења. Шампиньони да имаме свежи. Треба да
практично треба да упие. Младите готвачи имаат чест да учат од вистински професионалец. Професорот им одржува лекција која цел живот ќе ја паметат. Разбира се сеча, стекот се сеча од стек. Значи, во теорија, во англиска, значи, турнеда, филемињани, шатобријани, тоа се оди од говедко филе. Свинското филе е исклучително само свинското филе. Само свинското. Корисни совети и трикови кои ќе им користат во понатамошната работа и во градењето кариера, каква што им доликува на овие двајца професионалци. Шест яйца или 6 ланици шеќер? Да. И после кога ќе се изматат, кога гасиш печерот, 6 лажици брашно, полека да се побрзат и варијанта да се испече. Може. Длабоки тањини. Значи, сега требаше само белките да бидат појаки и немаше да се различат. Коснички. Да. На чиниите се сервираат вкусните јадења. Каква гозба за очите. Останува уште да ги дегустираме. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Добитник на аголна гарнитура е Далибора на Киевски од Делчево, а трапезариски маси добија Фросина Стојановска од Куманово и Ана Ѓургиовска од Прилеп. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076 537 446. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Секоја домаќинка знае дека тајната на сладкиот вкус е сокриена во магијата на убавото, неодоливо сладко задоволство.
од Макс Струмица. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll be... Крстење завршивме денеска и со јадењата кои што ги имавме на план да ги направиме и со сирењата кои што ги немавме со леде. И сега е редно да пробаме и да видиме како е направено, изготвено и дали тоа што е изготвено е убаво. Значи тоа е најбитно. Јас ќе ве замолам земете прибор, почнете од сирењата маринирани, а јас ќе се обидам ова да го поделам на такви начини за да можеме сите да пробаме. Повелете. Не спешиш да будеш? Пробајте, Никола, пробајте. Тоа ќе земе? Мора да пробате вие, не? Пробаме и ние, да. Прилично добро изгледа. Помните финско филе. Да. Како си има убаво врзано целото структурално. Различно, не сме имали до сега такво нешто. Пилешки стек. Ова на крај ќе го ставиме сега да пробаме прво од овој солениот дел, а благото ќе го на крај се. Апсолутно повели. Ова е супер. Газдата и екипата се задоволни од промените. Па и ние да пробаме така. Да видиме. Еве ги. Повели Ангел, повели Васил. Конечно шампион е целосно достоен за своето име. Јас си знам најголем. Најглавен. Крсте, какви се впечатоците за храната? Одлично, го ви измени. Настојувавме вашите сирења да ги примениме во исхраната колку што може во храната. Значи, во добар дел во храната има сирења. Еве да почнеме од почеток, па имавме кватро формаджо, па имаме полнето филе со сирење и така да. Се користеше и овчо и козјо? Мешано. И мешано сирење, за чувствите имам. Значи, измешавме сирењата, 3 до 4 вида. Таму користевме исклучително само овче сирење во маринирање. Ова што е? Ова е омлет изненадување, значи слабак десерт. Ова згоре е пандишпан, знато печен, а внатре е со сладолед. Може? Може. Тај ќе смешаме и благо и Се заедно, па тоа така оди. Ова е десерт може да се практикува и за групи, не само за поединци, него и за групи. Значи да се направи за групи. Да. Пошто е поголемо и количински. Уште една убава дестинација која вреди да се посети. Е применувани за Ова двата готвачи заедно со вас го правиле, така? Абсолютно е така. Значи да знаеме да ги очекуваме истите работи покасно од нив. Да се надеваме. Затоа сме тука. Не сумњавам. Мора вака јавно да поморам. Да, јавно да признаат. Да, јавно да признаат. Не, добро изгледа и вкусно. Тоа не е важно. После емисијата дека ресторанот ќе работи подобро и научивме многу работи од Нелоша, кој ни ги објасни како се, например, како се некои јадења служат, како се прават и слично. Чест да се биде во кујна заедно со него. Има што да се научи, сепак неговото искуство е огромно и секој, ако не секој, барем добар дел од готвачите во Македонија треба капа да симнат пред неговото искуство. Прилика би можел да кажам дека едноставно треба да продолжат контактите со него за да можеме да се надградуваме и да бидеме што поуспешни во готварството. Супер емисија, го поттикнува развојот на угостителство низ Македонија. Требаше таква емисија и е добро што му текнува некој да ја оствари, да ја организира. Добра организација, мислам дека ќе успее на повеќе полини. Супер. Завршивме два прекрасни дена во ресторанот Шампион во Радовиш. Ги оставаме готвачите, персоналот и газдите да уживаат во новата храна, а ние се гледаме во следната емисија.
И додека нашите шампиони уживаат во храната, ние уживаме во уште едно успешно финале на Жешка кујна.